некако проценивме, согледувајќи ги студиските програми во странство, особено кога нашите студенти сакаат да го продолжат школувањето во странство, дека се бараат определен број на кредити од математички предмети. Така. И тогаш излеговме во пресред на студентите, направивме студиски програми кои навистина, они ако сакаат, можат да одберат и повеќе математики за да ги достигнат, 30 кредити, 30, така е условно. 30, да, обично 30 се бара. 30 се бара Од математички предмети. Да, ако сакате во странство. 25 Што е практично цел семестар само математика. Јас Скоро. најверојатно ќе дипломирам со 56 кредити математика, изборни. Така. Да, бараат конкретно пишуваат која област, не само да е математика предметот, туку толку и толку кредити анализа, толку и толку статистика, дискретна математика, толку и толку. И сега ако факултетот не ни дава начин да ги добиеме тие кредити, едноставно нема да може да аплицираме на тие програми. Особено на престижните европски и светски програми се барат и базични науки, дури за електротехника, она што ние го немаме на нашиот факултет, се бара и хемија и материјала сајенс. Ние имаме материјали, имаме предмет, електротехнички материјали, но и хемија како базичен предмет. Затоа ние во курикулумот за физика, особено во делот физика, два нешто и во физика, еден така ни се предметите, гледаме да офатиме малку и од материјалите, затоа што реално нив им треба. Исто во погорните курсеви, мислам дека имате во електроника, да, во електроника еден има дел физика на полупроводници, нормално. Многу значајно и суперспроводници сигурно и така. Така. Добро, доста комплексно. Обично сите бегаат од тие предмети, бегаат од наука, бегаат од физика, особено и математика. И баш тоа што го кажам, многу е важно и факултетот, иако се бара, многу е важно и факултетот тоа да го понуди како опција да биде во текст со сите тие програми во странство. Немаат проблем странските факултети со препознавање на дипломата од ФЕИ, така? Нема. Така. Има ли некој искуство од претходни алумни на ФЕИ кои студирале во странство? Каков бил, мислам, како се снашле таму, дали имаме некои сведоштва? Па има доста што имаат ово обично на магистарски или на докторски заминато во странство. Сега јас ги знам како имиња и не знам на LinkedIn ги имам како контакти, бидејќи се доста постари од мене, не се знам лично. Знам еден пример за една поранешна студентка на ФЕИ што има продолжено на магистарски во Минхен и не очекував дека нејзината забелешка ќе бидејќи тамошните професори најголем дел од примањата ги остваруваат преку проекти, а не преку предавања како тука. И не се трудат толку околу своите предавања, често пати праќаат асистенти да им предаваат на студентите и таа баш кажа дека на ФЕИ, додека студирала, некако повеќе се допаѓале и имаше впечаток дека поквалитетни самите предавања биле тука. А во странство предност е секако повеќе финансии за сопствени проекти, нетворкинг, општо поголеми можности за примена на тие знања, но конкретно за квалитетот на предавањата беше доста позадоволна од нашите професори. Да, јас се зачудив. Комплетно спротивно е обично. Како професор во прва година, вообичаено средношколците се обраќаат кај нас на физика па на математика, дали да дојдат да студираат на ФЕИ-TV и утре имаме отворен ден со средношколците. Минатата недела беше ЮКИМ имаше отворен ден. Јас секогаш постои дилемата кој факултет да го изберат. Јас велам, ако сакате факултет каде што професорите навистина имаат култ кон студентите и водат сметка за секој запишан студент. Значи, наша цел на ФЕИ не е да ги запишеме студентите и они попатно некаде да останат и да не дипломират. Се прават сериозни анализи секоја година, секој семестар, како ни се одливаат студентите, зошто ни се одливаат студентите, кои предмети тоа спаѓа во делот на системот за обезбедување на квалитет. На кои предмети имаме најголеми оценки, на кои предмети имаме најмали оценки, колкава е проводноста и така натаму, колку посто ни дипломираат,
Сето тоа се прави само во една насока, да секој студент кој ќе се запише на нашиот факултет успешно дипломира. Не да му попуштиме да заврши, туку напротив, значи да стекне знаење и да дипломира. И тоа ни е многу значајно, значи на секоја генерација колкава е таа проодност. Сега имаме и среќа, на ФЕИ доаѓаат многу квалитетни средношколци. Значи некојде јас колку што се сеќавам, можеби последната година не сум во тек, ама кога станав проректор, но мислам дека некаде над 80 бодови од средно училиште имаат сите наши запишани студенти. Особено во првиот уписен рок, значи тоа се навистина квалитетни студенти, еве како Анастасија што решиле да студираат на ФЕИ. Тој пат треба да го пратат и другите факултети. Значи, одливот на студенти во текот на студирањето мора да има некоја причина. И таа причина треба реално да се согледа, за да студентите, како што започнале, полека си го завршат својот студij. Да. Тоа сме го зборувале многу пати тука со ваши колеги и колешки, и тоа е некако повторно сите се навраќаме на таа комуникација помеѓу студентите и не само деканската управа, туку воопшто и целиот универзитет, примарно професорите на матичниот засегнатиот факултет. Тој однос мора да биде, и кога и да го поставам прашањето што е добар студент, на професорите, на деканите, на продеканите, сите ја кажуваат истата работа. Добар студент е некој што е активен, некој што од кого чувствуваме повратна енергија, некој кому чувствуваме дека навистина му предаваме нешто и дека го прима. Јас обратно би го кажала тоа. Добро. Значи, вие како студент го кажувате во друга насока. Јас 90% од одговорноста би ја дала на професорите. Значи, професорот е тука да ги заинтересира студентите. Професорот е тука предавањата да бидат доволно нови, атрактивни, кои ќе го земат вниманието привлечат вниманието на студентот. Особено со тоа што сега вие сте друг тип на генерации. Еве, јас имам 33 години работно искуство и во овие 33 години гледам како генерациите се менува. Она што го држеше вниманието на колегите, да кажеме, таму 90-тите години, не е исто со тоа што сега вас ви го држи вниманието. Како што се развиваат новите технологии, па и дигиталните алатки кои ги користиме за настава, и вашата достапност до литература. Реално, нели Google е тука, ако не друго, ама и не само Google, значи секоја литература вас ви е многу подостапна. Концептот на предавање треба реално да го, и ние професорите да го смениме, да биде многу подостапен на вас. Не може да концептот на предавање да биде, јас да предавам така како што сум предавала пред 25 години. Да. И затоа пак ќе кажам, значи одговорноста да имаме добри студенти е на професорите. Ете, јас ќе земам кај нас таа одговорност. И одлично, се додека е така, се додека ние се сметаме себе за одговорни, вие за себе си. Ќе оди работата. Ќе оди работата сигурно, да.